Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес е наред да го проучиме последното од 7 искуства, низ кои минаа израелците додека маршираа од Египет кон планината Синај. Сите 7 искуства се слика на она што го чека секој христијанин откако ќе го добие Божјото спасение и избавување. Обрнете внимание на тоа што ќе го кажам денес, бидејќи верувам дека ќе ви биде од корист. Посетата на Јотор. Во глава 18 од книгата Излез е опишана средбата на Мојсеј со неговиот тест Јотор, за кого Библијата вели дека беше мидијански свештеник. Ќе ги прочитам првите 12 стихови од оваа глава. А Јотор, свештеникот мидијански, тестот Мојсеев, чу за се што направи Бог за Мојсеј и за Израел народот свој, како го изведе Господ народот израелски од Египет. И ја зеде Јотор, тестот Мојсеев, Ципора, жената Мојсеева, која пред тоа се беше вратила и двата сина нејзини. На едниот името му беше Герешом, бидејќи Мојсеј велеше: доселеник сум во туѓа земја. А на вториот името му беше Елиезер, бидејќи рече: Бог на таткото мој ми се најде на помош и ме избави од мечот на фараонот. И Јотор, тестот Мојсеев, дојде со синовите негови и со жената негова кај Мојсеј во пустината, каде што тој се беше улогорил на планината Божја. Па го извести Мојсеј велејки: ете, јас, тестот твој Јотор, доаѓам кај тебе и жената твоја и обата сина нејзини со неа. И Мојсеј му излезе во пресрет на тестот свој, му се поклони и го бакна, па откако се поздрави еден со друг, влегоа во шаторот. И му раскажа Мојсеј на тестот свој за се што направи Господ со фараонот и со египтјаните поради израелците, и за сите тешкотии што ги снајдуваа патем, и како Господ ги избави. И се зарадува Јотор за сите добрини што му ги направи Господ на Израел, спасувајќи го од рацете на египтјаните. Тогаш Јотор рече: нека е благословен Господ кој ве избави од рацете египетски и од рацете фараонови и кој го избави народот од власта на египтјаните. Сега знам дека Господ е поголем од сите богови, бидејќи го избави народот од египетското робство, кога тие постапуваа многу сурово со него. Потоа Јотор, тестот Мојсеев, му принесе на Бога сепаленица и други жртви. Тогаш дојде и Јарон и сите старешини израелски да јадат леп со тестот Мојсеев пред Бога. Не знам дали забележавте, но според тоа што го прочитавме, може да заклучиме дека Мојсеј и неговиот тест Јотор имаа доста добар меѓусебен однос. Ми се чини дека беа блиски пријатели. Кога се сретнаа после долго време, Мојсеј почна да му кажува за сите дела кои ги направи Бог и начинот на кој ги избави израелците од Египет. А Јотор сакаше да слуша повеќе и му беше мило за се што се случило. Не само тоа, туку има уште еден интересен момент во овие стихови кој мене ми е дури и малку чуден. Не заборавајте дека зборовите кои ги прочитавме се напишани од страна на Мојсеј. Самиот тој напишал дека кога се видоа, му се поклони на Јотор и го бакна, а не ги бакна својата жена и деца. Необично, зарем не? Како и да е, немам намера да давам некакви заклучоци во однос на тоа, туку сакав само да напоменам дека Мојсеј и Јотор беа доста блиски пријатели. Но, дали сето тоа значи дека неговиот однос со сопругата и децата не беше како што треба? Не знам, не можеме да знаеме со сигурност. Можеби, кога Мојсеј го доби повикот од Бог, Јотор не бил многу сигурен дека тоа е навистина Божи повик. Можеби бил скептичен во однос на идејата дека токму неговиот зет е оној кој треба да ги ослободи израелците од робство. Зарем од толку многу луѓе, Бог ќе го одбере баш Мојсеј? Замислете го Јотор како разговара со некој од соседите и им вели: не знам што се случува со зет ми, изгледа дека се прецени. Мисли дека е повикан од Бог да ги ослободи израелците од Египет. Искрено, не ми се верува дека оној Бог во кој тој верува може да го направи тоа. Но Бог направи токму така. Ги ослободи израелците под водство на Мојсеј. Сето тоа беше сведоштво како за израелците и египтјаните, така и за Јотор, кој слушна за Божите дела. Во текстот пишува дека тој му принесе жртва на Бог. Јотор не планираше да замине веднаш. Очигледно е дека имаше намера да остане неколку денови со зетот и народот кој тој го предводеше. Стихови 13 до 25. А утредента седна Мојсеј да му суди на народот.
И сиот народ стоеше пред Мојсеј од утрото до вечерта. И тестот Мојсеев, гледајќи се што тој прави со народот, рече: "Што правиш така со народот? Зошто само ти седиш, а сиот народ стои пред тебе од утро до вечер?" А Мојсеј му одговори на тестот свој: "Народот доаѓа кај мене за да бара совет од Бога. Кога ќе им се случи некоја работа, тие доаѓаат при мене, и јас пресудувам помеѓу нив и им ги кажувам наредбите Божии и законот негов." Но тестот Мојсеев му рече: "Не го правиш тоа добро. Ќе се измориш и ти и сиот народ кој е со тебе, бидејќи таа работа е многу тешка за тебе. Ти сам не можеш да ја извршуваш. Туку послушај ме сега и ќе те посоветувам. И Бог ќе биде со тебе. Ти биди посредник пред Бог за народот. И работите нивни соопштувај му ги на Бога. Учи ги на наредбите Божии и на законот негов. И покажувај им го патот негов по кој треба да одат и делата што треба да ги вршат. А ти од сиот народ одбери способни луѓе, кои имаат страхопочит кон Бога, луѓе справедливи, кои мразат користолюбие, па постави ги над нив како илјадници, стотници, педесетници и десетари. Тие нека му судат на народот во секое време и да те известуваат за секое потешко дело. А за сите мали работи тие самите нека пресудат. Така ќе ти биде полесно и тие тебе ќе ти помагаат. Ако го направиш тоа и Бог ти го одобри тоа, тогаш ќе можеш да истраеш и сиот тој народ ќе си оди мирно во своето место." И го послуша Мојсеј тестот свој и направи секако што му рече. И избра Мојсеј од сиот Израел способни луѓе, па ги постави за началници пред народот: илјадници, стотници, педесетници и десетари. Ова е една од грешките кои ги направи Мојсеј. Го послуша советот кој му беше даден. Некој можеби ќе рече: "Не сваќам што е проблемот во советот на Јотор. Изгледа дека му ја олесни работата на Мојсеј." Ако површно ја погледнеме ситуацијата, да, изгледа дека нема ништо лошо во советот што му го даде на Мојсеј. Очигледно е дека го сакаше и почитуваше својот зет и му беше мило што Бог го благословил. Единственото што сакаше да го направи во ситуацијата е да му помогне на Мојсеј, бидејќи беше премногу зафатен со секојдневните проблеми на народот. На вам кои мислите дека нема ништо лошо во тоа што Мојсеј го послуша советот на неговиот тест, сакам да ви кажам нешто многу важно. Во овој свет постојат два вида мудрост. Едната доаѓа од Бог, а другата доаѓа од светот. Мудроста која Јотор ја сподели со Мојсеј е световна и сакајќи да биде мудар, Мојсеј всушност стана безумен. Верувам дека тоа што го направи не беше во согласност со Божјата волја. Овој настан многу добро покажува колку е лесно да ја прифатиме световната мудрост наместо мудроста на светиот Бог. Мојсеј не го праша Бог дали е во ред да го послуша советот на Јотор, а можеше да го стори тоа и да се осигура дали е во согласност со Божјата волја. Моje лично убедување е дека голем дел од црквите денес имаат проблеми, бидејќи неретко во одборите и во водството имаат луѓе со добри бизнис вештини, но немаат духовна проникливост. Наместо за такви служби да се бараат луѓе кои го сакаат Бог и имаат духовни дарови кои се соодветни, се повеќе се оди кон тоа да се бираат луѓе кои знаат да водат бизнис или организација. Немам ништо против луѓето кои имаат добри бизнис вештини, но сум против идејата дека тоа треба да е критериум за некој да биде дел од водството или одборот во црква. Правејќи го тоа, црквите се обидуваат да се раководат со исти методи како и светот, а тоа нема да успее. Не велам дека предлозите на Јотор беа лоши. Очигледно е дека му е олеснија работата на Мојсеј. Јотор го кажа тоа што го кажа бидејќи го сакаше и се грижеше за зетот. Така што, сметам дека неговите намери беа сосема добри и се што кажа беше кажано од љубов и грижа. Но главното прашање е, дали овие совети беа во согласност со Божјата волја? Моje лично убедување е дека не беа во согласност со Божјата волја. Бог дозволи Мојсеј да ги примени методите кои му ги каже Јотор, но не значи дека ги одобри истите. Животот ќе беше навистина интересен, доколку Бог не спречуваше секогаш кога планираме да направиме нешто погрешно. Сепак, тој не функционира на тој начин. Туку ни дал слободна волја и не остава да ја користиме. Може би се прашувате зошто сметам дека овие совети не беа во согласност со Божјата волја. Има неколку причини зошто го мислам тоа и ќе ги споделам со вас. Прво, забележете дека до тој момент Бог се уште не му даде никаков совет на Мојсеј во однос на проблемот што го имаше. Може би Мојсеј се прашуваше каде е Бог и зошто не му кажува што да направи.
Може би се сомневаше во Божјата грижа и се почувствува дека е оставен сам на себе. Токму тоа е идејата со која се бореа Адам и Ева во Едемската градина. Лагата во која двајцата поверуваа е дека Бог не им го мисли најдоброто, па затоа треба самите да се снајдат за да им биде уште подобро. Сатаната им рече: ако јадете од плодот на тоа дрво, ќе бидете мудри. Но Бог не ви дозволува. Со други зборови, Сатаната им рече: Бог не ви го мисли најдоброто. Ако советот на Јотор беше тоа што Бог го сакаше, Мојсеј ќе го знаеше тоа уште претходно. Има уште нешто многу важно тука. Бог го подготвуваше Мојсеј за друга задача која ќе му ја даде во иднина. И не сакаше некој друг да се меша во тој процес на подготовка. Мојсеј требаше да го почитува Јотор, но не и да му дозволи да застане помеѓу него и Бог. Ке се сетите дека Бог и Мојсеј зборуваа лице в лице, а сега одеднаш Мојсеј се советува со Јотор и не му дозволува на Бог да проговори. На некој начин, како Мојсеј да си најде посредник, некој кој ќе му зборува во името на Бог. За жал денес има многу такви луѓе кои се нарекуваат верници. Одат во црква, можеби се вклучени во некаква служба, но постојано чекаат некој друг да им каже што е Божјата волја за нивните животи. Зошто го правите тоа? Бог сака да одите директно кај него и да го прашате. Има и трета причина поради која Мојсеј не требаше да го послуша советот на Јотор. Моje лично мислење е дека токму поради овој потек на Мојсеј, 1500 години подоцна, беше основан еден одбор наречен Синедрион. Токму тој одбор беше одговорен и виновен за смртта на Божиот син. На Мојсеј не му требаше ваква хиерархија. Овие мажи кои беа поставени како судии на народот не беа поефикасни од него. Тука сакам да кажам уште нешто во врска со функционирањето на црквите денес. Во нив има луѓе кои се цврсто убедени дека најважното нешто што е потребно на црквата е да се избере вистинскиот метод на работа. И тогаш нештата ќе тргнат кон подобро. Сето тоа води кон појави во црквата, поради кои таа изгледа смешно, а и не е ефективна. Проповедниците се обидуваат да бидат релевантни и се облекуваат и зборуваат како светот, надевајки се дека со тоа ќе привлечат повеќе луѓе. Но тоа не се случува. Таквите не сваќаат дека на Бог не му се потребни нашите методи, системи, планирања и какви било други обиди со кои сакаме да привлечеме повеќе луѓе на богослужба. Нам ни е потребна Божјата мудрост и затоа треба целосно да се надеваме на него. Не ни треба Јотор. Потребен ни е директен контакт со Светиот Дух. Мудроста на човекот и мудроста на Бог се спротивни една на друга. Тоа значи дека едната е безумство, а другата е вистинска мудрост. Бог во својот збор вели дека мудроста на овој свет е безумство пред него, а неговото безумство е подобро од најдлабоката мудрост на човекот. Навистина, се надевам дека што повеќе цркви ќе го сватат ова и нема да се обидуваат да го следат Јотор, туку ќе чекаат на Бог. Бог многу јасно кажал во неговиот збор дека мудроста не е во срцето на човекот, туку произлегува од Создателот. Секој пат кога ја следиме мудроста на луѓето, ние всушност се лишуваме од благословите кои доаѓаат од Божиот совет. Затоа верувам дека овој настан е од особена важност за нас денес. Тој ни покажува колку е многу потребно да чекаме на Бог и да се надеваме на него, а не да се надеваме дека со човечка мудрост ќе решиме духовни проблеми и предизвици. Глава 19. Мојсеј ја пренесува Божјата порака. Со тоа доаѓаме до глава 19 од книгата Излез, која всушност е почетокот на 4-тиот дел од оваа старозаветна книга. Овој дел од книгата се однесува на периодот кога Бог му ги даде на Израел 10 заповеди и други закони поврзани со изградбата на шаторот. Тоа е запишано во главите 19 до 24. Во глава 19 читаме за тоа како Мојсеј стигна до планината Синај. Со оглед на тоа што станува збор за период кој е особено важен за историјата на Израел, ќе се обидеме да му посветиме повеќе време со цел соодветно да го разбереме. Ќе ги прочитам првите 2 стиха од глава 19. Слушнете што пишува. Во првиот ден од 3-тиот месец, откако излегоа синовите израелски од египетската земја, во ден на млада месечина, стигнаа во Синајската пустина. Поаѓајќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти гората. Како што ќе забележите од следните проучувања, додека се наоѓаа во оваа област,
Бог им го даде законот, кој на некој начин беше правилник на однесување по кој израелците ќе бидат препознаени како народ кој верува во Господ. Пред да ги воведе во ветената земја, Бог им даде закони според кои треба да живеат додека се во пустината и откако ќе ја населат земјата. Ќе ги прочитам стиховите 3 и 4. И Мојсей се искачи кај Бога, и му се јави Господ велејки: кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. Сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Мојсей требаше да ги потсети израелците на се што се случи. Стих 5. Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. На некој начин, Бог ги остави да изберат дали ќе го слушаат неговиот глас и дали ќе го пазат неговиот завет. Ако се согласат да му бидат послушни, тој им вети дека ќе бидат негов избран народ. Да се биде Божји народ е голема привилегија, но исто така и голема одговорност. Пред да ја донесат таа одлука, Бог му рече на Мојсей да ги потсети израелците на се што тој направи за нив досега. Во стих 4, Бог вели дека ги изведе од Египет и ги носеше на крилја орлови. Кога израелците се најдоа во ситуација да одлучат дали ќе му бидат послушни на Бог и ќе одат по неговиот пат, тие веќе имаа одредена историја со него. Ги видоа чудата кои ги направи и многу пати беа сведоци на неговата грижа. Така што одлуката за нив требаше да биде доста лесна. Доволно беше само да се навратат на се што се случи последните неколку месеци од нивните животи, и тоа ќе им го дадеше одговорот на прашањето кое Бог им го постави преку Мојсей. Се што направи Бог за нив беше поради неговата бесконечна благодат. Израелците со ништо не ја заслужија Божјата љубов. А сепак тој ги изведе од робството во Египет, се грижеше за нив додека патуваа низ пустината и ги донесе кај планината Синај. Токму на тоа место Бог им го даде законот, кој доколку го почитуваат, животот во ветената земја ќе им биде навистина благословен. Тука ќе завршиме со денешното предавање, а следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.